Сомалија е меѓу земјите најтешко погодени од несигурноста со храната. Околу 113.000 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови откако екстремните врнежи предизвикаа големи поплави последниве денови. Поплавите доаѓаат една година откако Сомалија ја претрпе најголемата суша во последните 40 години. Сомалискиот претседател беше меѓу делегатите кои присуствуваа на глобалниот самит за безбедноста на храната во Лондон. Домакинот, британскиот премиер Риши Сунак, рече дека мобилизирањето на глобалните финансиски институции и партнерства за поттикнување на иновациите ќе ублажи несигурноста во храната. Да се поттикнат врвните истражувања за оризот да биде отпорен на поплави, пченицата отпорна на болести и многу повеќе. Овие иновации ќе им помогнат на милиони во најсиромашните земји. Сунак рече дека климатските промени, конфликтот, последиците од COVID-19 и руската инвазија на Украина се главните двигатели на моменталната несигурност со доставата на храна. Но дали новата технологија може да стави крај на глобалниот глад? Тоа е дел од решението, вели аналитичарот Стив Вагингс од Институтот за развој. Сршта на проблемот со глобалната глад е сиромаштијата, маргинализацијата и луѓето кои се во ситуации на голема ранливост. Тоа се основите на гладот и кон тоа треба да се стремиме, да ги елиминираме. Техничкиот напредок ги олеснува работите. Тоа вклучува иновации како наводнување со соларна енергија во Мали. Ако сакате да наводнувате на вашите ниви, станува се полесно, без да треба да трошите пари на дизел. Критичарите велат дека фокусот на технологијата го игнорира главниот двигател на несигурноста со храната. Технолошките решенија имаат тенденција да се фокусираат на понудата, на новата технологија за земјоделството и синџирите на снабдување. Треба да се справиме со нееднаквостите кои што се зад гладта. Можеби наједноставното нешто што треба да се направи е да се достави храна или да им се даде пари на луѓето, да излезат и сами да купат храна на пазарите. Додека се одржуваше самитот, пропалестинските демонстранти ја истакнаа растечката хуманитарна криза во појасот Газа, кој е разорнат од војна. Обединетите нации предупредија дека резервите на храна и вода опасно се намалуваат бидејќи Израел продолжува да ги ограничува пратките на помош по нападот на милитантите на Хамас на 7 октомври.